Најнапред поздрав до вашите гледачи. Потикот дојде од работава која работам со години. Имено последниве години работам за една агенција која истражува јавно мислење и секојдневни средби со луѓето кои ги имав ме потикнаа да почнам да размислувам за нивните проблеми, за потребите и за сето она што се случува во нашата општина. Од 1997 година работам во североисточниот регион, тоа се градовите Куманово, Крива Паланка и Кратово, со сите села во тие општини. Сретнав многу луѓе, разговарав за нивните проблеми, кои едноставно ме разочараа и тие самите се разочарани за сите тековни проблеми и процеси кои се случуваат во нашата држава. Уште повеќе на локално ниво, тука се појави невработеност, безпарица, депресија, иселување, миграција и сето тоа едноставно беше потикот, поривот кој се роди во мене да работам на таа проблематика, се активирав во партијава Интегра Македонска конзервативна партија, ми понудија да станам носител на листа, на советничка листа за општинава. Прифатив и еве сега сум на ова место и се надевам дека ќе влеземе како партија во советот на општина Куманово, дека ќе можеме да бидеме тампон зона или коректор на сите процеси кои ќе се случуваат во советот на општинава. Јас ги следам седнициве на советот на општина, меѓутоа пред се би сакала да појаснам на гледачиве за оние кои не се доволно информирани што е советот на општина, колку членови брои и така натаму. Советот е всушност едно тело кое е коректор на сите процеси кои се случуваат во општинава. Советот го носи статутот на општинава, ги разгледува извештаите и завршните сметки на јавните предпријатија, го донесува годишниот буџет на град на општинава Куманово, носи одлуки кои треба и одлуки кои ги донел градоначалникот, ги прифаќа или ги одбива, одобрува тендери и така натаму. Значи, тоа е едно тело кое е многу битно и за кое лично сметам дека треба да бидат луѓе со достоинство, честни, одговорни, кои не се магаломани, на кои не им требаат материјални средства, туку луѓе кои ќе бидат професионалци, кои ќе си ја работава токму онака како што треба. Тоа е еден битен момент на кој не смееме да заборавиме и очекувам советот после 17 октомври, после избориве, кога ќе се конституира, да има квалитетни професионалци, луѓе кои ќе работат за градот Куманово, ќе работат за граѓаниве и ќе донесат благодет и ќе има бенефит целиот град од советот на општинава. Нема да бидеме како некои претходни состави на советот на општина, да креваат рака само на договорено или така натаму. Најнапред би сакала да кажам исто едно појаснување од каде општинава прибира пари. Има многу луѓе на кои не им се јасни тие процеси, би сакала да ги појаснам. Нашава општина конкретно прибира даноци, како што се данок на имот, данок на наследство, разни комунални такси, административни такси, прекршочни такси, 3% од персоналниот данок на вработените оди во буџетот на нашата општина, разни дотации, тоа е дотација од буџетот на Република Македонија, меѓутоа имаме и донации, имаме дополнителни наменски средства, така да некаде од прилика 29.12.2020 година беше усвоен буџетот на град Куманово, од некаде од една цифра од 1,9 милијарди. Запомнете, милијарди денари. Во превод тоа значи околу 1900 милиони, ако ги помножиме 1.017.000 евра од прилика, имаме буџет од 32.300.000 евра за 2021 година. Од тука сакам да кажам дека според тие пари нема направено многу, затоа што
главнината од парите, скоро 40% се трошат за парите, тоа се пари кои се трошат за плати на вработените во администрацијата, на образованието и во јавните предпријатија како што се водовод, чистота, паркинзи и така натаму. Сега, мене како граѓанин едноставно не ми е јасно како можат толку многу луѓе да работат во неколку јавни предпријатија и да ни ги трошат парите кои ни припаѓаат на нас. Едноставно не можам да разберам. Проекти кои се направени, па направија клупи во Соколанскиот парк, направија осветлување, некаде прочитав податок дека тендерот чинел 4,6 милиона евра. За мене лично тоа осветлување не беше потребно. Можеше да се направи светилкиве кои беа дали расипани, да се сменат, да се направи некоја помала поправка, а париве кои требаше да не бидат потрошени, да бидат инвестирани во капитални инвестиции, дали во градинки, дали во патишта или едноставно по селава. Имаме скоро 30 на села од 48 во Кумановска општина кои немаат вода. Немаат инфраструктура, немаат канал, немаат патишта. Едноставно, како пример, ќе ви го кажам село во Пчиња, каде што половина луѓе од целото село се болни затоа што немаат питка вода. Најнапред потенцирав пред малку кажав дека подитно треба да се донесе питка вода во селава кои немаат вода, затоа што тука е загрозено и здравјето на луѓето. Во време на корона, на пандемија од корона, да немаш вода е жалосно. Да немаш пат до таму кај што живееш, уште пожалосно. Така да ги насочиме средствава од буџетот кој што ги го имаме оваа година и да направиме нешто добро за овие луѓе кои едноставно не хранат нас, целиот град, кои работат за нас и кои екзистираат во многу лоши услови. Освен тоа, општинава сметам дека треба да си го коригира бројот на вработени, затоа што понекогаш мислам дека општинава е фабрика. Многу луѓе работат во општинава, а не знам колку завршуваат. 40% од буџетот, напоменав и претходно, одат за плативе на сите оние кои работат во јавните предпријатија, во општинава, во паркови, во паркинзи, во паркинзи, во чистота и зеленило и така натаму. Не дека земаат и тие луѓе голема плата. И таму има уценети луѓе, и таму има моментално луѓе кои работат по договори и кои им ветуваат вработување само ако гласаат и веднаш после избориве ќе им дадат решение. Нека не очекуваат такво нешто, затоа што и оние кои работат со решение во општинава едва изимаат и крпат, затоа што се премногу на број. Јас сум за дигитализирана смарт општина, за промени во општинава, за многу мал број луѓе вработени, меѓутоа да бидат професионалци и кога вие како граѓани ќе дојдете да си ја завршите вашата работа, да ја завршите вашата потреба, да ви завршат многу брго, да не чекате со месеци, со недели да ви се заврши некој проблем. Дали било тоа урбанизам или било кој друг сектор, не е битно. Треба да се работи, да се сватат работиве професионално, да одиме напред. Вака работиве веќе не може да се туркаат. Освен смарт општина, ние сме за субвенционирање од страна на општинава на домаќинствава за производство, за сопствено производство во самите домаќинства на електрична енергија. Значи субвенција на колектори кои ќе се постават на кровната конструкција и во зависност од големината на тие колектори ќе биде и производството на електрична енергија. Така да од една страна ќе штедиме како домаќинства, нема да бидеме зависни од ЕВН и од други даватели кои ни нудат, ни продават електрична енергија, ќе штедиме и тоа ќе биде дополнително за нашиот домашен буџет. Потребни ни се паркови, потребни ни е дополнителна трим стаза. Ние сме за изградба на трим стаза од самиот кеј до долу до Добрашане, да има велосипедска патека на истава површина, за паркови, зеленила, да не правиме само
да не правиме дополнителни трошоци, да седнеме домаќински да почнеме да го раководиме буџетот на нашиот град во интерес на сите нас. Приоритет на нашата советничка група и на нашата партија е отворање на нови работни места. Знаеме каква е состојбата во Куманово, знаеме како одат работиве, половина од луѓето кои се пријавени во Агенцијава за вработување со години чекаат, останатиот дел уште толков голем процент воопшто не се пријавуваат. На прашањето зошто не бараат работа, едноставно велат дека залудно доаѓаат, дека нема работа и дека немаат повеќе ниту сили, ниту нерви да доаѓаат и да бараат работа. Токму тука ние како партија ќе го ставиме акцентот. Едноставно сметаме дека треба да им дадеме еден потик на младите менаџери од Куманово, на силите кои ги имаме во Интегра, да направат нешто за градот и да донесат дали инвеститори, дали донатори кои ќе направат нешто за луѓето, да почне да функционира, барем нешто да работи, дел да започне од оние капацитети кои ги имаме и кои стојат со години празни, едноставно очекувајќи да се нешто ревитализира и рестартира во овој наш град. Сакам да кажам, одејќи по семинариве по странство, еднаш разговарав со еден јапонец кој ми објасни како одат работиве околу вработување во Јапан. Они имат фондови, меѓутоа тие си ги негуваат односите со луѓево, со невработените и ги усмеруваат и си ги унапредуваат и буџетите и животот и се натаму. Тој ми рече дека ако сте млади, ако сакате да работите или било во кои години, доаѓате и поднесувате барање во Министерството за земјоделие. Еве, ќе ви кажам како пример, сакате да чувате, да бидете фармер, да чувате крави. Доаѓате, поднесувате барање и велите, јас сакам таму и таму на таа планина да чувам еколошко млеко, да произведувам. Овие од Министерство го разгледуваат вашето барање, гледаат дека таму на таа планина нема ниту пат, ниту инфраструктура, ништо. Државата Јапан вложува, градат пат, градат семеен дом за фармерот, градат штала, му внесуваат крави, му ставаат $100,000 на сметка, подпишуваат со него договор после 5 години одредена литража млеко да дава на државава. Со тоа се прави полн погодок. Кај нас ние не можеме да замислиме вакво нешто да направиме. Тука треба општинава. Не треба само државата да дава субвенции што некогаш ги дава, некогаш не ги дава, ги скратува или не ги исплатила година и две наназад. Така се стимулира производство, така се стимулира било каква работа. Треба да се угледаме на тој пример. Вакви примери имам, носам и сметам дека како советник ќе ги предочам во советник и ќе работам за доброто на сите граѓани на општина Куманово. Јас секако се надевам дека овие нови независни листи ќе донесат квалитетни луѓе. Оние кои ги познавам, ги следам. Мислам дека ќе има раздвиженост, ќе има еден нов потенцијал, ќе има нови процеси, ќе има нови коалиции, соработки со новите членови. За мене тоа е позитивно. Всушност, толкав голем број на независни листи е поривот на народот. Ова е показател дека ништо не е како што изгледа, дека ништо не е како што треба и дека треба да правиме промени. И тие промени што ќе се случат после 17 октомври мене ме радуваат, верувајте. Очекувам дека ќе има промени и очекувам дека ова ќе биде почетокот на една ревитализација на Македонија. Ќе почнеме со локална управа, со подобрување на локалниот живот, меѓутоа се надевам дека сите во Македонија заедно ќе застанеме, ќе почнеме проактивно да размислуваме, дека ќе одиме напред и дека нема веќе да дозволиме вака да живееме. Јас лично не сакам да живеам вака, не можам да гледам несретни лица околу мене, не можам да гледам луѓе кои живеат без електрична енергија по 5-6 години. Значи,
Тоа е жалосно да немаш сијалица во куќа, да не можеш да си направиш ручек, да пуштиш машина за перење или такво нешто. А верувајте, после овие поскапувања што ги спремаат после 17 октомври, животот ќе биде уште пострашен, па ако плаќате 2000 денари сметка за електрична енергија, сега ќе плаќате 3, ако сте плаќале 100 евра за грејење, ќе плаќате 10.000 денари, така да сите мора да му ја мислиме како ќе правиме и што ќе правиме, меѓутоа вака работите не одат и се надевам дека советот кој ќе се конституира таман ќе работи на овие проблеми и ќе решаваме дел по дел. Вака, јас најпрвим би сакал да искоментирам уште нешто. Шетајки по градот, 100 пати реков, веќе сум самата на себе досадна. Меѓутоа, депресијава која е присутна кај луѓево, не е само депресија, тука и сиромаштијава. Најмногу се погодени пензионериве, оние кои имаат до 10.000 денари пензија. Реков, што да направи некој пензионер кога има 6.000 давачки и 3.000 дава за лекови. Не му остануваат пари за јадење. Токму шетајки по градот, јас би сакала да го види ова камерава. Сликава е направена лично од мене. Застана пензионер, ја остави торбава до столбот за осветлување и влезе во контейнерот. Значи, ова е на улица Ленинова, кај зградава на ФЗЦ. За непол месец, иста случка. Исто, пензионер кој собира храна и собира шишиња да преживее. Ова е сликано на Октомвриска кај Ореов лад. Вакви фотографии има многу. Вакво нешто не треба да се случува. Затоа ќе ве замолам сите до еден да размислите за кого ќе гласате. Размислете какви луѓе ќе дојдат. Верувајте, сите луѓе не се исти. Немојте да ве носи максимата сите политичари се исти. Не се исти сите политичари. Народот почна да размислува на друг начин, меѓутоа и политичариве, умниве политичари, размислуваат на умен начин, размислуваат на човечки начин. Ние, после 4 години, ако влеземе во Совет, одново треба да се сретнеме со вас на улицава. Јас лично не би сакала некој да ми каже лош збор или да ме навреди. Ако влеземе како советничка листа од Интегра, верувајте, ќе донесеме благодат на општинава, ќе ги браниме вашите интереси. Затоа ќе ве молам да ја прочитате локалната развојна програма на Интегра, да видите што има напишано, да ги согледате предностите. Знаете дека зборот мене и на моите советници многу значи. Ве поканувам на 17 октомври, што помасовно да излезете. Немојте да седите дома, тоа им одговара на оние кои со години, 30 години ве мачат и ве направија за никаде. Излезете сите до еден, гласајте. Гласајте за советничката листа на Интегра Македонска конзервативна партија. Храбро гласајте за бројот 20. Знаете дека нема да погрешите. Се најдобро, се гледаме после 17 октомври во Советот на град Куманово. Ви благодарам.